Почитувани колеги, благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. На денешната пресконференција ќе посочиме уште еден пример за уште еден скандал. А на јавноста во наредниот период ќе предочиме за тоа како работеа фирмите блиски или на СДСМ фирми. Имено, господјата Гордана Стошич како директор на Македонската радиотелевизија од 2004 година, во време кога е на власт Социјалдемократскиот сојуз, склучува договор за деловна соработка во вредност од 354.000 евра со фирмата Globalcom Доја. Како потписник на овој договор во име на фирмата Globalcom се јавува господја Софија Куновска, тогаш матерска, инаку актуелен координатор на советничката група на СДСМ и советник во 2 мандата во собранието на град Скопје. Со овој договор, Гордана Стошич, како генерален директор на Македонската радиотелевизија, и овозможува на фирмата Globalcom, представувана од господја Софија Куновска матерска, да има своевиден монопол врз продажбата на времето предвидено за маркетинг и реклами на Македонската телевизија. Односно, господјата Гордана Стошич склучува договор вреден повеќе од 350.000 евра со фирма блиска до Социјалдемократскиот сојуз. Фирмата Globalcom се јавува и како деловен партнер на МРТВ во повеќе други договори, склучени во времето на директорувањето на Гордана Стошич. Почитувани, она на што Социјалдемократскиот сојуз и господјата Софија Куновска ќе мора да одговорат е дали парите од овој договор во одреден процент завршуваат на контото на Социјалдемократскиот сојуз. Дали фирмата Globalcom конкурираше на некаков тендер или господјата Гордана Стошич во 4 очи склучила договор со оваа фирма. Дали со отворената стечајна постапка за оваа фирма се сака да се прикријат доказите од нечесното работење на оваа фирма. Дали господјата Софија Куновска е само параван зад кој се кријат партиските интереси и бизнис делките на Социјалдемократскиот сојуз. Почитувани колеги, ова е уште еден случај со кој се потврдува транзицијскиот карактер на работењето на кадрите на Социјалдемократскиот сојуз. Социјалдемократскиот сојуз се криеше и не сакаше да даде одговор на аферите поврзани со господинот Стефчо Акимовски. Се надеваме дека сега Социјалдемократскиот сојуз ќе се одважи и ќе даде одговор на македонската јавност на нашите едноставно поставени прашања. Повелете дали имате прашања во врска со оваа тема или било што друго? Благодарам.